13 јули, добар ден, гледате поинакви вести на Слободен печат. Македонија продолжува да се бори со пламените јазици. Заклучно со 7 часот и 30 минути утринава има вкупно 38 пожари на отворен простор, од кои 7 се активни. 4 се под контрола и изгаснати се 27 пожари. Вчера беа изгаснати 66 пожари на отворено, известуваат од ЦУК. Малото девојче од Струмичко Ново село, кое што беше малтретирано и врзано за рацете со јаже, е згрижано во семејство преку Центарот за социјални работи. Подсетуваме, девојчето беше казнато на овој начин поради кражба. Против таткото ќе бидат предложени мерки на предпазливост, забрана за напуштање на живеалиште, одземање на пасош, редовно јавување кај службено лице и забрана за приближување до детето. Основното јавно обвинителство Струмица отвори истрага против таткото. Тој е осомничен за кривично дело за пуштање и малтретирање на дете по член 201 од Кривичниот законник. Бугарскиот амбасадор во земјава, Желјаско Радуков, е изненаден од укорот во нашето МНР, па Софија сега реагира на речникот на Мицкоски. Радуков бил изненаден особено во услови на серија непријателски пораки и действија, што и во изминатите месеци доаѓаат од представниците на владата во Скопје. Особено е неприфатливо земја што системски пружа реална и несебична помош да биде нарекувана непријателска држава, вклучително и во моментот кога бугарски пожарникари пружаат асистенција во Крива Паланка во врска со пожарите што таму избија, пишува во соопштението од бугарското МНР. Во Основен кривичен суд Скопје денеска треба да почне судењето против поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев и тројца лекари онколози за несовесно лекување на пациенти. Првиот обвинет Васев како директор на клиниката во соизвршителство со друг лекар на истиот оддел се товари дека извршил продолжени тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување болни. А еве една убава вест. Охрид доби трета шанса. Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Париз во четвртокот го одложи ставањето на Охридскиот регион на листата на светски културни и историски наследства во опасност. Охрид и Македонија добија уште една година да исполнат низа задолженија и да постапат по препораките нотирани во претходните извештаи на реактивните мониторинг мисии, зашто ќе треба до УНЕСКО да достават извештај до 1 февруари наредната година. Предходно владата ги задолжи сите членови на македонската делегација во Париз заеднички да поднесат амандман за повлекување на нацрт одлуката на комитетот, со која се предлагаше регионот да биде ставен на листата на загрозени богатства. Не име до вежбање и спорт, до бизнис име. Во горниот дел од салата има мал простор за шанк со мало кафуле и фитнес центар. Дојдоа наместници негови, дали ќе им дадам овде во зеленилото да направат кафеана, сето зеленило во дворот да го заградат. Им реков не. И затоа јавно да му кажам на министерот: ти си Борко, ама јас не сум Торко. Мислиш дека има голем бизнис и сакаш овде со другарите да си дојдеш и да си правиш кафуле и ресторан, истакна градоначалникот Стефчо Јакимовски. Од Министерството за спорт пак праша дали зад овие обиди за манипулација на јавноста не стојат некои бизнис сделки по кои градоначалникот е добро познат и за кои веќе има судска одлука. Дали некој гледа бизнис интереси во салата Партизан 4? Или навистина станува збор само за грижа на карпошани да им се понудат подобри услови за спортување во оваа сала? Ќе ни покаже времето. Во меѓувреме, граѓаните се сведоци на меѓусебните обвинувања помеѓу Јакимовски и министерот за спорт Борко Ристовски. Повеќе на оваа тема од Анита Стојковска. Слушнете го сега ова. САД ќе одгледува стотици милиони муви и потоа ќе ги пуштаат од авион. Се прашувате зошто? Стотици милиони муви што се исфрлаат од авиони, можеби звучат како вистински хорор,
но експертите велат дека тоа би можело да биде најдобрата одбрана на сточарската индустрија од растечката закана што се приближува кон југозападната граница на Соединетите Американски држави. Се работи за муви познати по тоа што ги населуваат раните на топлокрвните животни и полека ги јадат. Се шират низ Централна Америка од почетокот на 2023 година. Мувата пристигнала во Јужно Мексико во ноември, предизвикувајќи загриженост кај американските службеници за сточарство и затворање на неколку гранични премини за размена на говеда, коњи и бизони. Ужасна смрт на тинејџер во Индонезија. Го зграпчил крокодил додека ловел риба со пријателите на брегот на река. 15-годишникот и покрај предупредувањата на неговите пријатели влегол во водата, што резултирало со тоа што крокодилот го зграбил за нога и го влечал во водата. Малолетникот потоа врескал за помош, а неговите пријатели го зграпчиле за кошулата и се обиделе да го одвлечат од крокодилот, но за жал неуспешно. Ваков напад од крокодил во селото се случил во 2015 година. Нови контроверзии поврзани со Илон Маск. Овој пат сериозни проблеми направи неговиот чатбот Грок. Грок објавувал содржини со говорна омраза, пошто компанијата итно реагирала со отстранување на спорните објави и ограничување на функциите на системот. Во повеќе објави кои подоцна беа избришани, Грок го величи Адолф Хитлер, се користи говорна омраза против евреите. Свесни сме за неодамнешните несовесни објави на Грок и работиме на нивното целосно отстранување, известуваат од компанијата. Грок не штедеше ни директни навреди, ни саркастични коментари кон разни политичари. Така, например, Џо Бајден беше наречен старец кој тешко го наоѓа излазот од сцената и човек на кој му треба GPS за да ја најде сопствената политика. Не беше поштеден ниту актуелниот американски претседател Доналд Трамп, кој беше опишан како надуен нарцис со чувство дека секогаш е во реалити шоу, а истовремено и шампион во говорење без да се каже нешто суштинско. За Џастин Трудо, премиерот на Канада, Грок саркастично изјави дека повеќе време поминува пред огледало отколку во парламент. Уште колку од заложниците на Хамас се на број? Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху уште еднаш во четвртокот вети дека неговата армија ќе го победи палестинското исламистичко движење Хамас, наведувајќи исто така дека во појасот Газа се уште има 50 израелски заложници, од кои се проценува дека 20 се живи. На крајот од неговата 3-дневна официјална посета на Вашингтон вчера, Нетањаху во соопштението изјави дека ќе започне разговори за дефинитивно завршување на војната откако ќе се спроведе прекинот на огнот. Во меѓувреме, бројот на жртви од израелската воена офанзива во појасот Газа достигна 66, при што 17 од нив, вклучувајќи 8 деца, се убиени во напад во близина на медицинскиот центар во Дер ал-Балах. Израелската армија изјави дека нападот бил насочен кон член на елитната единица Нухба на палестинското движење Хамас, за кого војската вели дека биле вклучени во масакрот од 7 октомври во 2023 година. Хрватска го враќа служењето војска. Основната воена обука, така наречена воена служба, која трае 2 месеци, треба да започне од јануари 2026 година. Граѓанин на Република Хрватска се евидентира во војната евиденција кога ќе наполни 18 години, а се испраќа на воена обука во календарската година кога ќе наполни 19. По исклучок може да се упатат и почетници постари од 19 години и до 30 години. Жените не подлежат на рекрутација, но можат доброволно да посетуваат основна воена обука, што е еден од условите за прием во активната воена служба и да служат во резерва.
Вчера вечер на Петрово-Радинската тврдина започна 25-тиот фестивал Екзит, кој ќе трае до 13 јули. Главната звезда на првата вечер беше италијанската пејачка Гала. Таа е позната по својот хит Freed from Desire. Оваа песна во претходните месеци стана неофицијален символ и химна на студентските протести широм Србија. Пред нејзиниот настап имаше 16-минутен молк во чест на жртвите од Нови Сад. И ова 25-то издание на Екзит е последно во Нови Сад. Следното издание на фестивалот ќе се одржи пред пирамидите во Египет. Погледнавте уште едни поинакви вести на Слободен печат. Ви благодарам за вниманието. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.